Добро вечер. Би сакала да засадам дрвци во дворот, овошки, или цреша би сакала. Кажете ми ве молам, рана е или доцна зреја? Од крупните ли е? И кажете ми ве молам, за 2 години, за 3, ке даде ли? Добра вечер. Ако, убаво господине, се ќе ви кажем. Знаете, со девојка треба нежно. Нема ниту една слично вкусна со друга. Знаете, женското тело така ќе врати, како што ќе биде допрено и милувано. Се едно русокоса, голонога или огнолумна, нејзиниот поткожен магнетизам ќе ви открива и кажува се чујно само за вас. Како што ќе минуваат дните, ако и во гужви, барем со поглед и ги бакнувате колената и рамената пред сите. И натака се така. Па ако сами во себе се чуете, убава е кога таа се буди. Ако сами се штипнувате, сонова ми
кога таа ќе ви грицне. Ако пече кога таа ви суди, тогаш добро ви оди. Знаете, нека отворено ви се дава, нека ви се качува на глава. Дајте и безсрам и пред гости гола по умот да ви шета. Туку, Господине, силно внимавајте и при памет близко имајте мисло да ви зуи и повторува. Има девојка во секоја жена. Години ќе минуваат, феромони ќе се пресоблекуваат, лепат и председуваат. А вие будносилно, силно внимавајте, да не ја угаснете. Или не дај Бог ја занимарите и заборавите девојката во жената на која и се давате. Знаете, грев, мака, душостек, зијан е женскоста падијала да зрее. Простете, но ми се чини дека вие не ме разбравте, црешата. Ако, знаете, не се. Важно е, Господине, мислам и топло добро, вие да ме разберете. Добра вечер, сега официјално од мене. Последен пат, не знам, помина година дена за моја несреќа. Јас не бев тука на претходниот настан, кога беа 75 години од Друштвото на писатели на Македонија. Но ја сега сум надвор, под јаварот, читање поезија, роднокрајни автори. Што друго? Фино е, не е лошо, добро е, наспроти тоа дека не е лошо. Се извинуваме, може би малку задоцнивме, но знаете, Македонија така си ја личи, така велат, 15 минути, 20 минути. Да не должам многу, благодарност до организаторот кој што вечерва на библиотеката Гоце Делчев од Гевгелија, вечерва не собира тука. И сега во таа чест да кажувам анекдоти или да не кажувам анекдоти, ајде, ќе кажам едно, затоа и вечерва сум овде. Така беше организиран еден конкурс за поезија пред, не знам, 10 години можеби, и мене не повикаа заедно, затоа што уште тогаш нешто читав, нешто издавав, не повикаа заедно со уште една наставничка, иако не предавам македонски, Бети, и уште еден мој пријател, кој што заедно формиравме трошна комисија, и јас во Владо Контрџиев во школото ги разгледуваме песните на средношколците. Една од тие песни отскокна. Под шифра беа. Знам ќе речете, ајде сите комисии во Македонија се наредени, се е тука нешто наместено. Не беше наместено, песната беше под шифра. Победи таа песна, а излезе дека е Стефан Марковски. Победи директоре. Да кажете добро вечер. Фала за најавата, Стефчо, или памтен настанат. Ајде да звучам јас малце формално, како Стефчо, па дори неколку нијанси поформално. Ви благодарам на сите што присуствувавте. Мислам дека Пенче и Филип ќе ви пружаат убаво музичко интегрирање на поезијата оваа вечер со уметноста на зборот, чии што љубители сме, верувам, собрани овде во убав број, колку што можем да видим. Воопшто нема да должам, не само што нема да должам многу, ќе го препуштам микрофонот на оние што ќе читаат, само ќе се надоврзам на една мисла на еден поет, Роберт Фрост, кој што кажува дека поезијата ја имаме кога чувството ќе си ја најде соодветната мисла, а мислата ќе го најде зборот.
И мислам дека таа изрека доловува добар дел од оно што е интернализирано поезија. Меѓутоа, поезијата всушност има и, по моје, има и еден втор дел, а тоа е комуникацијски дел, кој што подразбира кога зборот ќе го најде повторно, мислата или чувството кај слушателот, или поточно кај оној што ја доживува. А верувам дека ова вечер, која што не е само поетска, ќе имаме читање од страна од две млади прозаистки, верувам дека зборот ќе си го најде својата чувство и својата мисла кај секој од нас ова вечер. Уживајте. Остана 6, значи за вечерва, роднокрајни автори од кои што ќе слушнеме нивно отворештво. Она првото кое што го слушнавте беше од Стефчо Стефанов, кој што вечерва е замолен да модерира еден поетски, тоест литературен настан во Гевгелија, така да во негово име јас ќе ги прочитам барем уште една или уште две нешта. Попладневна, прашална прошетка. Зошто ли те забележува? Ни звучи како на старец, од суви треви и забора в обрасната, бодликава, ргјосана жица. Иде ти се молам, молчиш и немо, а театрално одигруваш споменосец. Провидна си, баш би да начекаш некој, нели? Душа некоја мека, да ја наденеш со твоето отапено цветожично трње, од кое би да боцнеш остро со нанижени приказни. Баш би со рапав глас на дедо приказничар да се фалиш за боста на брането од кратци, за драските црвено оставени врз детските раце, за врапците оттепани врз тебе од сачми, за фустаните од тебе распрани на девојките љубени под месечени ноќи. Подликава, свиткана, потемнета, инфективно и емотивно плодна. Зошто ли те забележувам? Ни звучи на допрен сентимент. Па јас сум модерен дечко, живеам во друго, побрзо време. А и стиховите ми се онака непоетски кажано. Што с ним? Да. Океј. Јасно. Ти нема да ми одговориш. Ти научиш. Немо, а театрално. А баш би да наделиш некој. Да си земам простор сега, колку можеш. Нема да ротираме во повеќе кругови, значи едно излегување, ќе се искористам приликата да прочитам уште едно нешто. Еве нешто може би постаро, иако не е кој знае колку многу. Од 2016 до сега и нема така ново. Ајде без лажење. Има песни со кои би се оженил. Има поезија поради која би се развел. Со некои песни би се женел и разведувал и женел до крајот на светот. На некои стихови би им правил нешто што не се закажува. Има такви со кои добро ни оди. Има поезија со која се среќавам пак само ноќе, чија лирика се продзирана на месечева тишина, само после полноќ, кога повеќето други песни спијат. Знам неколку од нив со кои сигурно ќе имам само секс. Една порано, друга подоцна.
со некој по 2-3 одеднаш. Има песни што ми се покажуваат до пола и други на кои им допирам само по строфа. Има поезија што би ја извел на вечера со келнер во бело и свиткани мустаки кој чека да наточи, дур и читам од очи преку сребрни свеќеници. Има песни по кои би се влечел како куче. Има и такви на кои би дозволил да ме врзам. Но и некои од нив што плаче да ги врзам, стегнати во тврди корици да ги заковам и качен врзник за кај што не знам да исправам. Благодарам. А следно, да чуваме еден наш познат глас. Гласен, но тивко продира нејзината гласност. Вели вака, јас тука нешто запишав денес, подготвувајќи се да го модерирам овој настан, нели? Овој јас не го знаев, ама нели, кој бара ќе најде, ќе го знае. И диамантот и графитот вели се во суштина јаглерот. Но јаглерот со различна форма, или поточно различна кристална структура. Тоа се викало, оле, алотропија се викало тоа. Значи, гушкање на скршена клупа во парк среде август или седење врз премрзнати стапала за да се стоплат во зима додека се пие чај, тоа е се љубов, само во различна форма. Книгата на Оле, збирка поезија, се вика Алотропски поезии на љубовта. Кој е Олгица Турчиева. Најавата ме изненади. Пријатно, алотропски модификации на љубовта, ќе прочитам од неа неколку песни. Песната и нејзиниот поет. Кога таа е кротка, мирот ти го зема. Ја галиш со зборови, но во раце ја немаш. Кога со рака ќе ја допреш, таа станува туѓа, да остава во тишина и да милуваш друга. И кога друга ќе дојде, таа пак сумот ти го краде. Те гали со зборови за нов живот да ја дадеш. Кога воздух пак ќе вдише и ќе те погали по рака, не врти го, таа внимание сака. Кога мноштво ќе стане, таа пак ќе ти се врати, во твојата осаменост се тебе да пати. И кога наноза ќе те крене, но ќе стане само уште една, ќе ја изгубиш за секогаш, зашто и песната е жена. Ќе те бројам. Ќе те бројам од минус до плюс бесконечност со точност до 10 децимал. Ќе те бројам во интервали на атомски часовник. Ќе те бројам во светлосни води. Ќе те бројам во географски ширини и должини и во јонски врски меѓу два света. Ќе те бројам со големи броеви. Ќе те бројам со мали броеви. Ќе те бројам со рационални броеви и со ирационални броеви. Ќе те бројам и со букви ако треба. Ќе те бројам во зборови, во насмевки, во прегратки. Ќе те бројам во деноноки, во државни празници, во годишни времени. Ќе те бројам во случајно и неслучајно, во посакано и немано, во сакано и задането. Ќе те бројам во бакнежи, во воздишки, во прегратки. Ќе те бројам во литри воздух во гради и во еритроцитини звени. Ќе те бројам во рецесивни гени. Ќе те бројам во атоми на биохемијата, која ноките ги прави кратки, а копнежот неподносливо голем. Ќе те бројам во допири, во милување, во прегратки. Ќе те избројам. Песните кои што не се пеат. Лек ли е ова за мојата душа, која да плаче не знае на море?
Лек ли е песнава што да ја напишам, не знам, но за да не плаче душава да ја напишам, морам. Лек ли е солзава што испари во песна од душата на човек кој за среќен се смета. Среќни ли се оние кои плачат за песна? Среќна ли сум јас? Не знам. Јас реков дека ќе најавам нешто че реков дека ќе најавам по двајца, но не сме многу, може и да дадеме чест на секој поединечно. Ајде сега. За себе вели дека твори уште од 1989 година. Има реализирано повеќе самостојни изложби низ Македонија, а почнувајќи од 2001 автора на повеќе изданија, од кои 4 или 5, ќе ни каже збирки поезија и 3 прозни изданија. Краток роман и збирки кратки новели. Таа не е само творец, туку верен почитувач кој ги следи културните случувања во градот. Тоа е од моја перспектива гледано така, сега може би некој дури ќе го надогради тоа, затоа што наистина ги следи културните случувања. Ценка Поповска Милкова. Тука. Јас вечерва, како што рече и Стефчо дека ги посетувам културните збирнувања, јас сум дел од културата и овој град. Јас вечерва ќе ви прочитам нешто за нашиот, односно мојот град Гевгелија. Со љубов пеам за тебе. Во стих да те опеам и на платно со чув. За идните генерации кои се раѓаат во твоите топли прегради. Заштити ги од злото, што сега владее и омраза се под небиото твое и сонцето над него. Имаш моќ да рајот го створиш и очи да им отвориш на сите. Ренесансната свест разбудија во себе. И со твои очи покажи рајската градина, цветна, мирисот, опоен, колени и срцата ги трепери со возбуда, радост и милина во твојата Вардарска долина. Вечна и славна, како месечина, љубов моја, моја Гевгелија. Сега малку гевгелијски да поладне. Имам една напишено стихови, сакам да ви ги прочитам, пошто вечерва е посветена на Гевгелија. Гевгелијски. Еј, здраво! Как си? Шо правиш? Јас сум од Гевгелија. Сега си отидах од таму, многу ме е тешко. Нема шо да се праве. Животот таму е многу лош. Човек на човек со нож го поре, саке со бунела да го јаде во мистур на диско. Жал ми е за мојата Гевгелија, со улица од граница до станица и калдърма стара. Само неавто остана исто, на земјата нема место за тие што сакат поштено и старовремски да живеат, куто наезда ги терат у фендек. О, Боже мој, помагај и на сите звездави, млади и стари, со мирта за мир и љубов на сите им дари. Уште една за Гевгелија. Еј, страницу, дали знаеш? Сигурно не знаеш. А од каде би знаел? За градот велат, порта на Европа, дел од старата дама. Но знаеш ли,
za Balkan ili si čuo za Aleksandar i Samoil. Su vekovi opstoji stara civilizacija kod него, su mnogo iskopani riznici i potvrdi za него. I ušte велат Гевгелија, Рамна, Тепсија. Ширни помињају о раници, плодна ризнице на намирници, покрај него варда, како змија се вијуга, а кожев, како беден глади и паса. Потврди и докази за многу славни и храбри борци, но таа раѓа и академци, сликари, поети, доктори, занечи и вредни земјоделци, насликана на платно од многу своји чеда. Еден од нив е гиснит и опеан и запишан во многу стихови и дела од своји чеда. Само еден е Џаџев, а уште колку ги има, непознат им е бројот. Мирот и чистотата на градот долго време беше оаза за живот и работа. Од каде ли не дојдоа и тука останаа. Во поново време темни облаци се создадоа. Некои не луѓе го сказаа, со омраза и злоба лазаа. Граду мој, сите ние сме само еден здив, зрно песок или капка вода. Во твоето битување должни да сториме нешто и оставиме трага зад себе. Ние, обичните смртници, патници за нашиот вечен град Гевгелија. Благодарам.
Добре, леле гласно. Во вториот дел, значи, интермецото музичко од почитувањите наши добро познати Филип Динев и Бенче Кралев. Сега во вториот дел ќе слушнеме уште тројца, а може би и уште плюс некој од авторите кои што не се присутни. Томе Таушанов. Само јас и ти сме сега машки представници оваа вечер од роднокрајните. Во еден негов стих тој вели дури да се труди да биде љубимец на судбината, да ја влезе под кожа, да ја заведува, пак ќе биде од неа третиран како што таа наумила. Може би да ќе гали искрено или лицемерно, може би ќе тресне со нејзините шепишта. Јас си дозволувам да кажам дека ете барем таа прави да се најдам и да си препрочитам од време на време по нешто. Фино. Не е лошо, барем тоа. Повели, Томе Таушанов. Замислите и поетите имаат технички проблеми. Едно време пишуваа со пенкало на хартија. Ќе го одложиме Томе час, момент некој подосна, тогаш Моника Илиска Ризова, љубител на поезија, дневници, така пишува во нејзината биографија, воопшто љубител на пишуваната форма на изразување, но еве вечерва освен што е љубител, исподелува, сака да сподели нешто со нас. Добро вечер. Уметноста на еден миг. Се сведува на еден миг. Оној миг кој ги едночивее другите, пред да ги склопиме нашите очи за секогаш. Тој миг, тој мирисен спомен, импресија од контурата на времето, забот на животот кој пронежал низ нас и неодбрат да сведочиме и ние за неговата велелепност, како да е некаква катедрала, и за неговата светост како иконите пред кои ги светуваме нашите глави. Дали ќе не заслепи тогаш таа убавина, ликот Господа, или ќе тргнеме низ својот црн пат без враќање, станувајќи само една црна точка од неговата содржинска густина, готово, крај, тоа е се. Уметноста тога се сведува на се и на ништо. Успех, пораз, таа вада ќе остане заборавена да се понесе во тој суднински миг. Храброст, страв, измешани во една амброзија и како да седиме на баксовно седиште во возот на нашиот живот, ние ќе гледаме наназад или наназад таму кон минатото. Тоа минато кое сме го поценили поради сегашноста, на кое сме му ја заборавиле цената негова. А тоа е таа железничка станица. Многуте мали начички на железнички станици водат кон крајната дестинација. Се лажеш дека знаеш која е иде. Се лажеш, не знаеш ништо. Погледот е запиран на огледалото на твојот поглед, а таму твојот одр се пресекува на 6, 4, 2, само фрагменти од целиот тим. Него си го заборавил штом си почнал на ова патување, но се уште мислиш дека го носиш детето за рака и тоа да се душа. Може би. Навистина се надевам дека е така. Јас сум само поет и уметник. Контура оценката на јас заробена во тешката непролејана солза во окото моја. Тоа е само стакло. Огледалото со кој ме благословија боговите, или пак демоните, или пак јас самата. Којли да обвинам, помогли да судам. Извината трема. Ја земам делата, таа ми е драга. Не дека е аристократска, јас се Ја земам милата, таа ми е драга. Не дека е аристократска, јас се помна, ами дека е густа, но не без дно, дека е светла и темна истовремено, дека се смее како девојка и се обвива крзна како дама. Сакам нежен парфем, не опоен, не јак, не сладок.
Не сакам моите уста да биде обоена од карми. Не сакам црнило на окото. Сакам да бидат моите очи чисти како изворче. Чисто око и убаво око е окото кое гледа, никое друго. Сакам моето око да е искусно, да ги гледа и проценува моментите, да ги отделува битните од небитните, да знае да разпознае убаво нијансирање и нејасни сенки, да ги отвори непосакуваните, а оние фините да ги затвори во она шишенце парфем кој го носам стално на себе си и да можам слободно да се намирисам и да ги поделам со светот. Може би го правам токму тоа, иако не е асоцирано со парфем и чисто око. Сепак се ноти во сршти и солзи човечки, но што и како е само Господ знае. Јас само се обидувам да напишам нешто кое ќе заличи на песна. Таа тргна да биде весела и духовита, но стана тажалка. Така е со сите искрени песни, така и со мене. Ќе пројде како летен дожд. Ништо, ниту една капка, ниту еден збор не ќе остане во оваа песна. Раката што ја напишала ќе почне да се тресе. Устните да мрдаат без да сакаат. Окото ќе биде суво и влажно истовремено. Срцето полно и пустош истовремено. Поезијата е утеха, таа ни е дадена како десерт на трпезата на животот. Треба да ја благословуваме и да ја чуваме. Таа не служи верно и плаче со нас и се смее со нас. Уметноста е сенката, суштината, она која е заробено внатре, а не прави патливи зборовите, не оформува зборови. Таа суштина излегува од внатрините на нашето и несвесно, и свесно, и сакано, и отфрлено, и будно, и заспано, и гордо, и засрамено. Мојата уметност е грда, навистина многу. Грешен и нанесувам зло. Таа не е грда, таа е реална и вистинита. Иде од длабокото, а јас природно не знам да пливам. Таа е многу емотивна, ми велат. Но како поинаку би можел таткото да ја лушка малата керпичка без да му потече солза од окото? Или човекот што се смее да не биде насмеан? Тоа си е така и така треба да е. И јас сакам така да е. Јас сакам кожата на мојата уметност да не е само кожа на младоста и на зората, ами и на заоѓањето, на староста. Да има и бемки, и акни, и пеги, и брчки. Ах, тој пламен што тече низ моите прсти. Тој живот неизживен кој сака да вникне. Таа слобода во моите прсти која немам најава. Благодарам. Вечерва имаме прилика, освен поезија, да слушнеме и извадици од прозно творештво. На моја големо задоволство кратки раскази, затоа што неодамна сметав дека тоа е форма или израз кој што на моје незадоволство е некако, можеби, не запоставен, ама не толку актуелен. Многу ми е драго. Станка Бајложева Барламова е денеска вечерва со нас од Валандово. Тука напишав академски книжевник, некој да не помисли од Академија за науки и уметности, која ќе ни прочита денес извадоци од нејзините раскази. Последната, предпоставувам, издадена книга од Антолог, книга кратки раскази Силуети. Благодарам сте. Благодарам за најавата и навистина ми е многу драго што вечерва сум овдека со вас во Гевгелија. Јас ќе ви прочитам две делчиња од два раскази од збирката Силуети. Дел од расказот Прав. Како и секое лето, во нашите краишта врнеше оган, како што викаше баба ми. Станав од столот и застанав до прозорецот. Таквата прозирна преграда беше премногу благонаклонета кон мојата љубопитност за надвор. На улицата пред зградата имаше испаркирано безброј возила. Еден стар Форд, што туку непрописно ги качи своите две тркала на тротоарот од спротива. Од ливата страна на улицата едно деде ја туркаше својата рачна количка. Неколку средношколци се задеваа и во игра ги попречуваа возилата што минуваа по улицата. Беше пазарен ден и улицата беше исполнета со минувачи. Свртувајќи се со грбот кон прозорецот, го спуштив погледот, некако расејано кон подот.
Силната светлина ги осветлуваше дури и частичките прав во просторијата. Една по една, полека паѓаа надолу. Пред очите ми се создаде мрежа од бели частички. Ги подадов дланките фронтално. Дел успеав да дофатам. За миг успеав да го сопрам нивното патување кон подот. На моите дланки стануваа невидливи. Ќе ви прочитам исто така уште еден мал дел, овој пат од расказот Чувства. Кога не можеше да заспие навечер, остануваше во дневната соба до доцна во ноќта. Понекогаш знаеше и до 2 часот наутро да го ложи каминот. Тогаш го гаснеше светлото и се препушташе на жолтите призраци на огнот, кои, како разгневени пламени јазици, создаваа театар од сенки под зидовите. Единствените звуци што сакаше да ги слуша во тие доцни часови беа млаките препукувања на сувите букови гранки, што и паркосеа на тишината во тие доцни ноќни часови. Тогаш си ги собуваше чорапите и слабите остарени нозе ги подматуваше во кебето. Памучната прекривка беше премногу мека за неговите испукани тавани. Како и пред 20 години се обиде да го скубне кебето со кривите ножни прстиња, ама сега неговите табани произведуваа груби движења, што можеше да ги пречувствува единствено тој самиот. Со тврдите пори од своите табани го кинеше секое меко влакно на памукот. Му недостигаше меката сплотеност со кебето, која и со најсилни обиди неговото остарено тело веќе не ја чувствуваше. Благодарам. Томас, може? Сега ги би. Техничките грешки, али улеснителна околностите се му кевгили. Бареко скратени пътове, друго ги се доемите тоа ще треба. Сонет. Меѓу човешката одвратност и хипокризија, пронајдов створ изваен од материја божествена, со сигурност би рекол, личност која би седел низ секој здив и нареден човеков кон крајот на рајот, со неа би одели во длабочините на темниот пекол. И иако во почетокот ко тајната, а незнана за мене беше, целото битие зрачеше од милост, благодарност честна. Абсорбирајќи ја во светот мој, кој темен и гнасен понекогаш беше, прирасна за срцево моје, ко топла воздишка, пролетна лесна. Радост повтор го обзеде еството моје, од мисливе пак почнаа одново стихови да се ткаат. Шепота денот и ноќта, низ ветрот езди името Твое. Ествуваш насекаде, во сонот, па дури и кога најавете нема. Во секој си миг извајан или изминат или иден, и звездите за тоа најдобро знаат. А секоја мисла што до тебе води, светлина е топла што и прегратне земја. Ти очииште погледи се раѓа сворови разни, чиниш човека да чувствува копнежи страстни. Ти пред кои боговите во љубовен вител тонат, биди ми судбина по која секој ество пека. Биди ми водилка низ овој живот од страдање и неизвестност прекол. Биди ми светлина низ сите мигови темни, низ овие маглини бледи. Биди ми утеха и спокој низ сите мигови тајни. Биди и муза на моите стихови и мисли незнајни и знајни. Дај ми ги солзите Твои и тагата сета. Дај ми го Твојот немир и воздивот кој трепти. Дај да ги испијам во духот мој, да ги стопам, да исчезнат од животот Твој минатото сето. Дај ми ги Твоите очи, кои звезди се полни, Твоите усни ми ги дај, од кои се леат благостопли.
Дай ми го Твојот стив кој на сека дејство живот му дава. Дај ми на Твоите мисли, сеќавања, дај ми ги Твоите фантазми. Дај ми се единствена моја, од Тебе нема ништо што не би сакал да имам. Дај ми се ако залокова срце Ти го нудам и овој живот препон се нешта, душава еднаш нечиста, а сега не би ни чиста. Извинете на. Сега излегувам без мојот концепт во раце, затоа што убавината на овие вечери е секогаш тоа што секогаш може да се придодаде уште нешто. Чест ми е да ја најава мојата колешка, не по предмет, туку по зграда, училиште во кое што работиме, професорката по македонски јазик, а би можел тука да тегна многу роднокрајна вечер, но таа не е родена во Гевгелија. Уште нешто подобро, таа е влюбена во Гевгелија, нешто да замислите, затоа Жаклина Атанасова. И после неа Коста Карев. Што друго да, мислам, што да полнам и дополнувам за најава. Констант ин, така беше едно време, нели? Константно ин. Може би некогаш во периферија, во центар, ама тука си. Постојано мултидимензионален уметник, кој што својата поезија често пати знае да ја направи да звучи во партитури добро. Жаклина, па потоа Константин и за крај ќе ги слушнеме уште еднаш Филип Динев и Пенче Кралев, за кој да подсетам дека многу се добри. И може да си купите носач на звук кој што е тазе, свежо издаден. Изгледа има и уште некој што ги сака да прошта. Ајде ги оставиме прво. Жаклина Атанасова најпрво. Добро вечер на сите. Како што кажа мојот драг колега Стефчо, јас не бев планирана, односно сама не се планирав, ама ете, испадна дека сум била планирана. Точно е дека градот е љубовен град, факт. Покрај мојот двор, ова е најубавото место во Гевгелија, го ми кажала и друг пат го кажувам и сега, и чест ми е што сум да овде вечер со вас. Иако не планирам. Песна. Се роди од никаде. Се извинувам, не гледаш. Подскокна и ми стави прст пред очите. Ми се закануваш ли велам? Ме измачуваш? Таква ли си била? Молк. Оваа моја песна ме учи. Нема лице да ми погледне во очи. Се жеравам, а во себе татнам. Ке ја испреварам и устата ке ја затнам. Но молк. Тогаш заќути, аман доста си велам. Ако сака нека зборува, ако не, нека молчи. Од устата ми излегуваат жаби и змеови. Ја вкусувам оваа песна, ама горчи. Нека молчи. Благодарам. Мислам и недомислам. Денот ми започна така како да речем обично, ете така вистина, ама и пријателите како и секогаш знам дека ползат по светот вистина и невистина, понекогаш само сонувајќи. Ама не сум само јас што ете, само обично живеам. И не сум само јас што живеам само за да сонувам. А тоа не се престорува во стварност. И тогаш пак не сум само јас што ете така ми се бега, ама и ми се останува. Што сакам повеќе од помалкото, ама и пак малку од повеќето. И така денот ми започна обично, и така сакам и не досакувам. Оди ако не беше така, ќе знаеш што сакам. Ама не сум само јас што не знам што сакам, колку сакам и дали сакам. Оти сакам вистина како што други не знаат да сакаат. Или вистина, или невистина, оти може би пак знаат, а јас не знам дека знаат. И така како да мислам и не домислувам, како и обично, сакам, а не досакувам. Ви благодарам.
Јас исто така не го планирам, добро вечер како прво на сите. И исто така не сум роден во Киркелија, освен родно крајни читање. Па си реков, ако пробирува тука извод од матична книга, нема сигурно да читам, ама еден ми пуштија, значи. Ако ја сакаш доволно Киркелија, ако живееш доволно, Киркелија ти е роден крај, така да ти прочитам и јас нешто да сум. Искупување. Преку една вселена на планета зелена, тажна, невеселена. Една душа живее и не може да разбере. Како сродна да си најде. Минат како денови, минат цели години, минам јас и минеш ти. Таа душа рањата се уште не признава дека е поразена. И да види, не се верува, се што чувствува со солзи згаснува и сите молитви на глас ги кажува на Богот, на таа вселена. Преку една вселена на планета зелена, малку развеселена. Една душа после се бара искупување. Блажен да е тој што верува, тој што в срце гради црква небесна и сите молитви на глас ги кажува на Богот, на цела вселена. Тој што правда бара, правда добива. Тој што тагува, ќе најде утеха. Кроткиот ќе види светост небесна. Тој има чисто срце, магија што врати отвора. И сите молитви на глас ги кажува на Богот, на цела вселена. Не признавам материјалности, затоа црквите за мене се само убаво изградени куќи. А иконите само убави форми и бои. Илјадници пати сум се премислувал, сум се преиспитувал, сум ставал на критички суд, сум барал логика, сум барал знак и потврда. Јас, како неверен Тома, не верувам додека не видам. А некогаш и дури и после тоа. Но секогаш кога очекувам да се случи нешто лошо, а се случува добро, секој пат, кога во нередот наоѓам ред и убавина, и кога нештата како сами да се доаѓаат на место, тогаш и душата и устните ми воскликнуваат. Има Господ, има Бог. Нема Господ за секоја посебна држава, за секој народ. Не постои географски Господ за секој регион на планетата Земја. Не постои посебен Бог за секоја планета или вселенски систем. Може да постои само еден Бог за цела материјална вселена. И тој Бог не познава ниту нации, ниту држави, ниту пак граници, па да знае до каде треба да оди и на кој јазик да говори. Затоа не го присвојувајте Бога. Не го земајте во својата екипа, не го затварајте во своите граници, не го криете во вашата црква, џамија, синагога, пагода, во било која градба што ја викате храм. Оти кога вистински веруваш во Бога, знаеш дека Бог е насекаде и дека тој Бог е за сите. Тој ги носи сите имиња и сите облици добиени од луѓето. Не му требаат високи и широки разукрасени градби. Не му треба докажување во верност. Тој не се величи со уништување и со убивање други луѓе, негови творби. Него можеш да го најдеш во чистото срце и во здравиот разум. Бог не се повикува со звона, ниту пак со пеење. Тој се повикува со правење добро, тоест со не правење лошо. Бог е над сите материјални работи. Иако представите за Бог се менуваат, вербата во него е вечна. Ништо друго не е вечно, ниту вселенските тела, ниту пак човечките творби. Се менуваат култури, се мелат зад нации, се пренесуваат граници, се раѓаат и пропаѓаат држави. Вербата во Бог е потпорна точка на развојот на целокупната човечка цивилизација. Бог е секако еден. А што се однесува до неговото име, на Бог не му треба име. Нам, на луѓето,
Ни треба име за Бог, за да го направиме свој, да си го присвоиме и врз неговото име да ги изградиме своите извитоперени догми и табуи, кои потоа ги користиме едни против други. Овие беа малку така, што побудуваат дури и непријатни малку чувства, така да за крај ќе прочитам нешто лирско. Ми требаш, за да знам дека си близко на дофат на посегање, ми требаш, за да ја пребоиш мојата меланхолија во бојата на победата, за да можам да те довикам, да те допрам и да те домилувам. Ми требаш, за да ме ослободиш од црвни мисли и за да те исполним со радост. За да ме одмориш од болка и од талкање. Со тебе јас не сум јас. Со тебе јас сум повеќе од себе. Ми требаш како благослов и како спасение, како излез и како нов почеток. Ми требаш како што на распуканата и сушена земја и треба дождот, а на гладниот леп. Како што на ноќта и треба денот, за да ја буди и да ја заспи. И како што на денот му треба ноќта, толку различна, толку блиска. Ми требаш затоа што чудата се ретки, а ти си чудо. И затоа што го чувствувам чудо, подзапирам и собирам рацете, немеам и боговеам. Благодарам. Благодарам, Коста. И сега за крај Миријана Проданова. Значи, да, неколку не беа планирани. Планираните, некои од планираните не дојдоа, непланираните дојдоа. Се надевам дека, ама едно е сигурно, дека сите бевме ненајавени. И се надевам дека за оваа публика која што е пред нас, барем бевме добре дојдени. Уште Миријана Проданова и завршуваме со Пенчи Филип. Поведете. Јас ќе ви читам дел од првата глава од моето првенче. Неколку дена подоцна, Лидија беше присутна на судењето кое за жал не и беше во полза. Многобројните очи вперени во неа, со самото зверење, кажуваа тоа што таа не сакаше да го слушне. Евеа, ова е жената која губи сопругот. Како ли му е на тоа дете сега? Едниот родител во гроб, другиот на суд. Прво го кажа распоредот на настаните таа ноќ. Како си дошла дома од работа, побарала развод, Димитар наместо да разговара со неа станал агресивен. Бил толку бесен, што сериозно стравувала за својот живот. Била убедена дека нема да излезе жива од станот, па во жестината на моментот се одбранила со тоа што прво и се нашла при рака, со квинскиот нож. Сведочеше дека сопругот бил насилен и често физички ја напаѓал. Лесно се провоцирал на ситници, бил љубоморен и сакал да ја контролира. А таа секој ден ступкала на прсти и внимателно го анализирала секој кажан збор или движење, за да не му го разгори гневот. Тогаш во судницата беа покажани слики докази. Модреци и повреди од незиното крепко тело, слики кои беа направени на денот на апсењето. Никогаш немало потреба да оди во болница за шиење или скршеници. Тој бил премногу внимателен да не привлече внимание. Родителите на осудената, Марија и Августин, раскажаа неколку работи од нивна перспектива. Ја запознале лошата страна на сетот кога Лидија останала бремена. Се појавила дома откако тој на физички начин го искажал своето мислене за стимување татко. Но брзо се премислил и покајал за својата постапка. Бидејќи не сакал да биде разделен од неа и бебето, ја побарал незината рака. Нешто на кое тие многу се противеле, но попуштиле откако ветел дека ќе бара помош за своето насилно однесување. Може би не знаеле што се случува зад вратата на нивниот дом, но во последните неколку години
повлечена, што баш не личело на неа. Неколку соседи кои сведочија објаснија дека често слушале тропање и викање од станот и некогаш ја гледале Лидија со модренки по рацете и нозете, кои се колнала дека се поради незината несмислност. Сепак, кога неколку од колегите на починатиот детектив ја раскажаа нивната верзија од приказната, Димитар им објаснувал дека жена му била депресивна и некојаш сама си нанесувала повреди, судењето тупкаше во место. Секоја приказна има барем најмалку две страни. Во случајот едната страна беше на осудената, а другата на починатиот. Но сите знаат дека мртвите не можат да зборуваат. Поради тоа, поротата и судијата се одлучија за привремено решение. Госпоѓа Лидија Николова, судијката почна да зборува. Поради недостаток на докази. Осудени сте на 3 месеци затвор во женскиот затвор и поправен дом Спаранца. Тоа вашето следно судење. До следното судење би требало да се соберат доволно докази за да заработите вашата слобода, ако на вистина сте невини како што тврдите. Доколку порано се соберат докази во ваша полза, ќе има ново судење и ќе бидете ослободени порано, одговори судијката. Лидија се ги погледна рацете. Тие неконтролирано и се тресеа. Зарем е можно да добијам паничен напад или срцев удар сега и да умрам во судница, да си помисли. Си го добра местото на левата града, каде најмногу се чувствуваше биењето на срцето. Чукаше како луда. И си легнува со помислата дека е убиец, со тоа можеше некако да преживее. Но да не биде сведок на растењето на Стефан, тоа не доаѓаше пред него. Знаеше дека барем ќе ја посети во тие 3 месеци. Но што ако не се собера доволно докази? Што ако ја осудат на доживотен затвор? Што ако е принудена да го гледа растењето на Стефан преку затворските просети? Тоа беше незамисливо. Проклет да се Димитара, си помисли. Ми го загорчуваш животот и во гроб. Се смееш ли? Сладко ли се смееш? Син ми има потреба од мајка, очајно изусти таа само за своите уши. И почувствува раката на адвокатката на својата рама. Биди силна. Судијката стави крај на судењето. Полицајците ја фатија за рацете и повторно и ги ставија лисиците, незиниот најнов накид. Пред да ја извлечат од судницата, Лидија ги погледна своите вознамирени родители и тивко им се обрати со зборовите. Ќе бидам добро. Адвокатката ведрано чекореше веднаш до неа со крената глава. Додека полицајците ја водеа, таа и шепотеше бесплатни правни совети, а Лидија немо ги примаше сите и во истиот момент ги забораваше. Кога излегува од судницата, како излегува од судницата, сака новинарите веднаш ја ослепеа со блицо. Крена рацете за да се заштити од непотребната светлина, но за слепувачкото светло упорно си го наоѓаше патот до нејзините нежни очи. Дигните прашања ја напаѓаа како стрели и никако не запираа. Адвокатката повторно ја советуваше да не одговара на никакво новинарско прашање. Но некои од тие прашања навистина ја повредија. Господи Николова, дали навистина сте го убиле сопругот во самоодбрана? Точно ли е дека сами сте се повредувале? Дали е вистина дека сопругот ве злоупотребувал? Прашањето кое навистина ја прелеа чашта беше: каква беше реакцијата на вашите родители и синот кога дознаа дека сте убиец? Ја сместија на задното седиште од полициското возило и ја носе во незиниот нов дом. Пола живот го помина во дом со атмосфера на затвор, а сега оди во вистински затвор. Каква иронија на животот, си помисли. Од еден затвор одам во друг. Кога возилото излезе од паркингот, ги забележа луѓето кои стоја пред судницата и извикуваа животински звуци што место гледаа. Не баре се наоѓаа на фудбалските терени. И ја прочитале приказната во весници и си дале дозвола да ја осудуваат, не баре ја познаваат. Колку лесно луѓето забораваат на собствените недостатоци и се обседнуваат за туги. Имаше и такви кои навиваа за неа, повеќето беа жени. Но охрабрувањето не значеше ништо кога немаше доволно докази за да се оди дома. Лидија се прашуваше какви глупости новинарите ќе објават во утрешните весници. Знаеше дека ќе напишат многу лаки, но стилото ќе ја опише како лоша сопруга, ќе се раскажува дека го убила поради измислена причина, кој разделила синот од таткото поради неспособност да биде послушна сопруга. И така една лага врз друга. Новинарите ќе си дадат голема слобода да и го деформираат животот како ќе посакаат, но ќе ги испуштат најважните детали.
Таа е нечија ќерка. Таа беше сопруга. Таа е мајка. Таа е жртва на системот. И таа е само една од многобројните жртви на семејно насилство. Знам дека ќе имаат уште 10 секунди дури да седнат. Останува само една благодарност за вас што бевте вечерва тука присутни. Повелите друг пат.